Иако се почна многу порано како иницијална каписла со која работите тргнаа во насоката која изгледа не заврши според планираното. Се смета моментот кога на народот, чие име постојано се користи како маска, му беше наложено да ги соблече папучите. Сакам да им порачам на сите граѓани дека ако сметаат и ако планираат со седење дома и гледање телевизија, дека некој друг ќе им одбрани државата, длабоко се во заблуда. Дел од народот, оној што до тој ден изгледа беше во заблуда, го чу тој крик и се уште залулан во 10-годишниот сон за кој го уверуваа дека ќе трае вечно. Ревносно почна да ја манифестира својата будност и лојалност, ама не кон собствената, туку кон приватната држава на неколку темина. Во неделата Никола Груевски даде интервју и кажа дека народот не може да трпи, следниот ден почнуваат протести. Ако тоа не е дугме, ја не знам што е. Деновите во кои се нижеа мирни маршови на кои само навидум се продуцираше некаква освестувачка мисија за некакво заедништво, беа прекинувани со мощни, јасни и специфични пораки, од кои прецизно се забележуваше целта кон која се насочува масата и се надзираше сценариото во кое политички неталентираните актери, пејачи и уметници ќе треба да упаднат. Гневот на народот се собира. И затоа треба да бидеме свесни дека само 20 метра не дадат од тамо кога ќе си го побараме сувереното право да одлучуваме. Овие внатре, 120 мина, ние ги пративме. Ние ќе ги извадиме. Времето кое неумоливо течеше водеше кон конечниот расплет, отварајќи ги патем вистинските извори од кои се креваше водостојот и се правеа бранови, со кои преку плеќите на доследните пливачи се покриваа сите нуркачи во матните води. Доколку СДСМ влезе во таков сценарио за кој се заговара деновиве, на неправно, незаконско, недемократско, неделовничко однесување во парламентот, треба да знае дека ВМРО ДПМН ќе реагира оштро. А треба да очекува дека и народот во Македонија ќе има сериозна реакција според оно што можеме да го видиме деновиве. Свесни или не за тоа дека се дел од игра за нечи личен спас, а не за спас на државата, оние за чија судбина сега, со или без право се ламентира. Самите навестува дека имаат резервна агенда со која ќе го спречат тоа што според оној што ја поттикна нивната партиципација во трагедијата, е спротивно на интересите на народот, ама на неговата приватна Македонија. Какви чекори ќе превземете доколку СДСМ во текот на следната недела се обиде да го прекрши деловникот на собранието за да изберат председател на истото и потоа за да изберат влада? Верувам дека во понеделник тоа нема да се случи, меѓутоа ние сме за се подготвени, имаме за се план Б и верувам дека добро ќе функционира. Сигналот стаса тогаш кога веројатно и секој нормален очекуваше да стаса. И се функционираше. Копчето повторно беше притиснато, а народот, како и секој друг народ, сака да влезе во историјата, особено кога кој, ако не неговите народни избраници, ќе му ја отворат вратата. Мегафоните силно ечеа. Народот си ја врати државата. Не знам што сте гледале, јас знам дека не се гледам никаде. Кој ви даваше наредба да ги отварате вратите? А од кој ги отворил вратите? Значи не е точно дека на досега објавени снимки воопшто се гледа. Кој ви даваше наредба да ги отварате вратите? Кој ги отворил вратите? Ја признавате ли вината? Тарни се со микрофоната, молам се. Кој ви даваше наредба да ги отварате вратите? Кој врати? Јас секој ден отварам врати. Неразумниот домакински гест не отвори вратата на спасот на Македонија, туку на одговорност. И разбирливо откако на неа се чукна, сите почнаа да сочувствуваат, да тврдат дека се работи за политички прогони, да бегаат од неа. Освен тој, што секогаш е подготвен на својот грб да ја носи за сите ако треба, ама само пред микрофоните. Мене нека ми уапсат. Колку сакат нека ми дадат години. Доживотен затвор ако сакат нека ми дадат. Раководството нека го уапсат. Нека не се занимаваат, нека не гонат луѓе кои што во емоција влегле и изгрешиле. И на крајот, на сите кои емоцијата им била посилна од разумот. Ова што се случи ќе не чукне по глава и секој ќе чукне по глава и секој треба да чукне по глава и да размисли каде одиме. Ние пропаѓаме, а ние не треба да пропаѓаме. Пропаѓаат само оние кои наместо да го стават прстот на челото, ја спуштиат целата рака пред очите, изманипулирани дека и таа
правдата ќе биде слепа.